Почитувани гледачи, добро вечер. Во една емисија на ТВ интервју. Кога се прави ТВ интервју или било како, се разговара со една личност. Вечерва имам двајца соговорника и ќе се обидам со нив да разговараме на неколку теми и да го привлечеме вашето внимание. А темите се за атмосферата пред почетокот на изборите во Македонија, за кандидационите конвенции, за положбата на македонската диаспора при гласањето, за тоа докаде е деценискиот спор помеѓу владиката Петар и тамошните верници и за можните предвидувања околу исходот на изборите во Македонија. Добро вечер и срдечно добре дојде за моите гости. Професор доктор Јове Кикеновски е мојата десна страна од Македонија и нашиот гостин Игор Аврамовски Александров од Австралија. Добро вечер, почитувани. Добро вечер, добро ја најдовме. Игоре, повторно си во Македонија. На што се дължи сегашно твое доаѓање во татковината? Има некој директен повод или? Па, главниот повод е да се дозавршат оние работи кои што ги започнавме околу регистрирање на Македонска православна епархија за Австралија. Уште минатата година, во преговори со надлежниот митрополит, господин Тимотеј, но истовремено сметавме дека ова беше добра прилика за да прв пат во историјата на нашата заедница, барем од 96-97 наваму, да поддржиме како можен председателски кандидат на ВМРО ДПМН еден човек кој што сметаме дека е најблизу до нашите заложби во однос на тоа што се највисоки национални интереси на Република Македонија и на македонскиот народ, но и во исто така човек во кој што можеме да веруваме дека ќе остане доследен на она за кој што ќе се заложи. Професоре, што има ново после 1 март? Беше 1 март и помина. Да, помина 1 март, нема ништо ново. Подсетиме на гледачите дека 1 март беше конвенцијата на ВМРО ДПМН. Вие бевте еден од кандидатите таму. Така да, бев кандидат на таа конвенција за кандидат за председател на ВМРО ДПМН на председателските избори. Заврши така како што заврши конвенцијата. Јас останувам тука во Република Македонија, тука сум. Професионално си ги извршувам своите обврски како професор на Факултетот за туризам и угостителство Охрид при Битолскиот универзитет и будно ги следам случувањето на политички план, сето она што се случува и што ќе се случува со председателските избори, меѓутоа и со парламентарните избори. Каков е вашиот личен став за текот и исходот на председателската конвенција од 1 март? Па добро, јас во неколку наврати го кажав мојот личен став, нели, по завршувањето на конвенцијата. Таа заврши така како што заврши, значи јас сум убеден во тоа дека таму имаше морален победник, тој морален победник мислам дека сум ја и таму имаше еден фактички победник. Ова го велам поради фактот што сите оние случувања кои што и претходеа на конвенцијата јасно укажуваа во старт за фаворизирање на одреден кандидат, меѓутоа јас и покрај одредени размислувања кои што во одредени моменти се јавија кај мене дали воопшто да се појавам после сето тоа што се случуваше, сепак сметав дека не би бил јас тој Јове Кикеновски кој што би избегал од предизвикот и едноставно решив да излезам пред таа конвенција, пред тие строго селектирани делегати, да го кажам тоа што го мислам, да го кажам својот став, да укажам што значи човек со авторитет, со интегритет, човек кој што нуди една конкретна, реална програма и мислам дека самата бројка на добиени број на гласови е ирелевантна од причина што мислам дека најголем дел од делегатите на конвенцијата не мислеа така, мислеа спротивно, меѓутоа со оглед на одредените сите тие случувања кои што претходеа, за жал мора да гласаат така како што е. Меѓутоа во секој случај јас останувам тука во ВМРО ДПМН, кај што сум, ќе ги следам случувањата и сигурно дека на таа конвенција беше јасно укажано на делегатите да гласаат според собствено убедување, според собствениот разум, нели, се со цел за да го изберат најдоброто и во спротивно, нели, доколку се случи некој кикс, да одговараат во иднина и за сите оние за таа погрешна процена, евентуално погрешна процена. Да не ги исцрпите во овој одговор сите оние прашања што ќе уследат. Има многу прашања, има многу одговори. Сега сме 2014. Веројатно се сеќавате на претходните председателски избори 2011. Точно 2011.
дали, односно парламентарните се извинувам, дали имате некои искуства од тогаш? Како искуството на македонската диаспора од Австралија од гласањето на парламентарните избори во 2011? Па, за тоа сме зборували, сме пишувале почесто, тоа беше една голема фарса. Мислам, срамота е воопшто да се каже дека македонската диаспора учествувала на тие избори. Мислам дека и на една претходна емисија разговаравме за тоа дека во Австралија има 80 до 90 илјади македонци според пописни податоци само. Значи, оние кои што доброволно истакнале дека се македонци, може да ги има и повеќе. А избирачкиот список врз основа на кој што се одржуваа изборите имаше 700 и нешто души на целиот избирачки список. А бројката на луѓе кои што гласале за избраниот кандидат беше околу 540, така нешто. Јас однапред предвидував дека не ќе може да се одржат избори со пошироко учество на македонската заедница во Австралија во такви услови. Тоа го зборував и со некои претходно испратени пратеници од ВМРО ДПМН во Австралија, кои што разговараа со нас околу иницијативата на ВМРО ДПМН за учество на диаспората во изборите во Република Македонија преку еден пратеник од секоја држава во која што има македонска диаспора. И уште тогаш им кажав дека во принцип иницијативата ја поддржуваме. Таа иницијатива е иницијатива за која што и јас лично, а и ние како организација се залагаме уште од 90-тите години, но дека за да го добие оној ефект кој што го посакуваме, за да има вистинско учество, дека пред се треба да се подготви теренот. А најосновно, најелементарна потреба која што требаше првин да се исполни беше да се регистрираат што повеќе македонци за гласање. Но јасно беше дека тоа ќе биде тешко ако има само едно дипломатско представништво македонско во Австралија, ако амбасадата не сака да ги искористи македонските центри, македонските црковни општини како пунктови за регистрирање на гласачи или како гласачки места. Јасно беше исто така дека ќе имаме проблем во тоа како да се легитимираат луѓето кога бараат да се регистрираат за гласање во Република Македонија. Лични карти македонски не вадат од причина што не им се потребни. Во Австралија не се ни користи лична карта. Едноставно тоа не е нешто за што луѓето таму размислуваат. Пасоши македонски едно време се вадеа почесто, откако се воведоа новите пасоши стана многу потешко да се извади македонски пасош во Австралија и пак тоа е нешто што треба да се прави преку амбасадата, процес за кој што треба да се чека подолго време. А од друга страна и самата амбасада не е доволно опремена со средства и со кадар за да може целосно да ги задоволи потребите на заедницата. Од 2011, сега сме 2014. Уште пред 2011 овој разговор јас го правев со представници на ВМРО ДПМН, пратеници кои што дојдоа во Австралија. Мислам дека може година или две порано, уште кога се донесе првин законот со кој што се овозможува гласање на диаспората. Да. Го правевме тој муабет до 2011 до изборите не се презеде ништо до последниот месец. Еден месец пред изборите се најави регистрација на гласачи, што е смешно, мислам. Ја не знам дали тие кои што така одлучиле имаат представа колкава држава е Австралија. Австралија е континент. Очигледно дека немале представа, но сега сме 2014. Сменето е нешто од тогаш до сега? И од тогаш до сега ништо во меѓувреме не е направено. Сега се почна пак пред 2-3 недели. Пак истиот проблем. Значи се повторува историјата повторно. Неколку недели пред изборите се најавува иницијатива за регистрирање на гласачи, но има и други проблеми. А сега уште потешко ќе биде затоа што луѓето се разочарани од првиот процес и сега многу помалку луѓе се воопшто заинтересирани. Едноставно не го сваќаат како сериозно тоа дека има можност да се изгласа пратеник македонски од Австралија во парламентот. Тоа го сметаат како нешто со што само некој овдека сака да си додаде уште еден пратеник од сопствената партија и нас само да не искористи за легитимација. Така гледаат луѓето кон проблемот. Плюс тоа нерамноправна е приликата за регистрирање на гласачи. Се уште има пунктови само во Камбера и во Сиднеј. Некои луѓе треба да патуваат по 300 до 4000 километри за да побараат да се регистрираат на избирачкиот список. И после пак, кој ќе треба да гласаат, треба истото да го сторат.
Понатаму, Извини, овдека сега ми даде идеја да те потпрашам следно. Информатичката технологија оди со огромни чекори напред. Знам дека Обединетата македонска диаспора од Вашингтон побара електронско гласање. Имаш некои информации за таа иницијатива? па слушнав нешто за таа иницијатива, но лесно е да се покране иницијатива, а друго е да се проведе. Ја мислам дека ако нашата држава нема волја или компетентност да ги искористи македонските црковни општини, македонските центри кои што ги има на секое место во Австралија кој што има поголем број на македонци, да ги искористи тие места како пунктови за регистрирање на гласачи и за гласање, мислам дека уште потешко ќе биде да ја создаде логистичката инфраструктура или софтвер мрежата која што е потребна за гласање. Твоето присуство овде во старата татковина не го искористи за да ги пренесеш овие сознанија на релевантните луѓе од Државната изборна комисија, од партијата на власт? Јас сум разговарал претходно со пратеници, минатата година, мислам дека и претходната година, со пратеници од владеачката партија кои што се занимаваат со тоа прашање, сум го пренел ова претходно, но немам никаков впечаток дека тоа сериозно се сваќа. Може би го сваќаат тоа како некаква закана или некаква критика, за жал. Професоре, сега ќе го поставам она прашање што се обидовте да го одговорите без да ве прашам. Слушав и читав коментари дека ќе ја напуштите вашата матична партија, но на Фејсбук прочитав дека останувате верен на она што е ваша политичко предал. Што е вистина? Јас не знам од каде се тие коментари, сигурно не се мои коментари, значи јас растев со оваа партија, ја градев оваа партија, вградив дел од мојот живот, не само од мојот живот, туку од животот на моето најблиско семејство во оваа политичка партија и ниту сум размислувал никогаш да ја напуштам, без разлика каков е исходот на таа конвенција, значи јас останувам лојален на ВМРО ДПМН, на мојата партија, останувам да бидам човек кој што будно ќе ги следи сите случувања и во принцип ќе ги фалам сите позитивни акции кои што ги превземат и сигурно дека ќе бидам најголем критичар на сето она кое што не е во согласно со државните националните интереси и во согласност со моите сваќања. Сега нешто од она што го разговаравме претходно со Игор. Дали во политичката теорија, односно за онаа материја со која што вие се занимавате како професор, има рецепт за тоа како диаспората на една земја може најефикасно да дава придонес за состојната татковина? Може би некој рецепт во теоријата нема, меѓутоа во праксата сигурно дека има. Диаспората многу може да помогне на својата матична држава. Впрочем, најбитно е да постои една желба, да постои една волја, да постои еден искрен однос кон нашите од диаспората. Чинам дека сите политички лидери, политички партии досега не беа докрај искрени во намерите кон нашите во диаспората, од причина што мислам дека тие единствено гледаат, дојдете тука, вложете го вашиот капитал и така натаму, меѓутоа нешто по-сериозно не се ангажира. Еве, јас упатувам една порака до актуелната власт и до оние евентуално нови што ќе дојдат, значи ако веќе им создавате услови на некои странци да доаѓаат во оваа наша држава, да имаат бенефити преку тие безцарински зони и така натаму, зошто не им ги овозможите истите услови на нашите од диаспората? Еве ви добра шанса, добра прилика да го негирате, односно да ги исправите сите оние неправди, неправилности кои што постоеле према нашите од диаспората. Игор, се согласуваш ти со овие дефиниции на професорот? Односно, дали имаш некои посебни сознанија за ваквите состојби? Видите, конкретни специфични примери да ви кажам, не би сакал да зборувам неподготвен за такви прашања, но можам да ви кажам дека постои генерален впечаток кај македонците во Австралија кои што се занимаваат со помали бизниси, а ги има многу, дека во однос на приликите за инвестиција во Македонија, можеби не според закон, но според однесувањето на властите, па и општо на луѓето со кои што треба да работат во државата, дека
подобар третман им се дава на странци отколку на македонци од диаспората. Дали се тоа некои стари комплекси кои што пробувачите не ги наметнувале да бидеме повеќе љубоморни на својот брат отколку на комшијата од 4-5 куќи, понатаму не сум сигурен. Но знам дека постои таков печаток. Веројатно негативната традиција има влијание. Ме интересира дали можеш да пренесеш некои искуства, односно сознанија. Која македонска политичка опција има повисок рейтинг меѓу македонците на шестиот континент? ВМРО ДПМН или СДСМ? Па ако ги гледате резултатите од тоа колку луѓе се регистрирале за гласање во Македонија, ќе видите дека ниедна нема сериозен рейтинг во македонската диаспора. Јас претходно спомнав некои проблеми околу регистрирањето, нели реков дека еден проблем е тоа што има само во Мелбурн и во Камбера пунктови за регистрирање на гласачи и за гласање, но Мелбурн има повеќе од 30.000 македонци самиот. Ако од 30.000 македонци во Мелбурн тие не можеле да регистрираат повеќе од 500-600 гласачи, пази, тие гласачи кои што беа регистрирани, тие беа луѓе кои што некој активно ги барал заради тоа што се познати како поддржувачи на својата на неговата партија или како пријатели или роднини или приврзаници на поддржувачи на својата партија, со автобуси испраќаа луѓе во дипломатските представништва да се регистрираат. И ако и во Австралија со автобуси се пренесуваат луѓето. Тоа е македонска изгледа традиција. Ако крајната бројка е таква, ако може да се пофалат со 500 кусур регистрирани гласачи во Мелбурн, и од тие не гласале сите, мислам дека од 700 нешто гласачи што беа регистрирани, околу 600 гласа. Така нешто сега. Тука негде се бројките, мислам дека поентата останува иста и да се сгрешил по некоја бројка, но мислам дека тоа покажува колку има сериозен рейтинг било која партија. А еден од клучните проблеми за нас во однос на тоа како ние би учествувале во парламентот на Македонија преку свој пратеник е во тоа што не се овозможува диаспората да си номинира свој пратеник. Се поставуваат апсурдни услови да треба 10.000 потписи да се собере за независен кандидат. А партија од Република Македонија која нема ни 100 регистрирани членови во Австралија може таму да номинира свој кандидат. Па добро, животот е составен од апсурди. Повелете, професор. Да се надоврзам само малку на ова прашање, можеби на претходното кое што беше поврзано токму со ова. Значи, јас мислам дека вака како што се поставени изборот на пратеници во диаспората е повеќе од бесполезен. Зошто? Заради тоа што ниту ние во Македонија видовме ефект од тие пратеници од диаспората, ниту пак диаспората виде ефект. Еве јас колку се они тука во Република Македонија, ниту еден не видов да нешто умно, нешто значајно каже ниту за Република Македонија, меѓутоа ниту за диаспората. Од друга страна го поставувам и прашањето на легитимитет. Како може еден пратеник да има ист статус, позиција, избран со 500 гласа, а овде имате пратеници со кои што тежат 7, 8, па и 10.000 гласови. Исто така, она што го слушам најголем дел од нашите, бидејќи јас постојано комуницирам, од нашите во диаспората, тие по нивниот избор веќе не ги видоа. Апсолутно не ги видоа. Тие како да се заборавија, се соживеа со функцијата пратеничка, останаа овде. Тие треба да бидат постојано на релација. И сега не ми е јасно на толку голема далечина како тие ги остваруваат тие постојано контакти, како комуницираат, како може да представуваат таа диаспора ако за нив гласале 500 или 600 гласачи. Значи, се додека не се подобрат условите, се додека не се дигне нивото, да се овозможи да дојде до израз вистинската волја на гласачите, ние не можеме да говориме за сериозни представници во парламентот на Република Македонија. Не сте на час пред студенти, ова е јавна дебата и мислам дека треба да ја симнете малку топката во однос на тоа да ве разберат луѓето што е прагматика, што е теорија. Јас сум меѓу другото пред се практичар, па понатаму теоретичар и прагматичар. Ме интересира нешто што вие го предавате и на студентите. Што вели политичката наука кога партија на власт не може или не сака да истера мандат до крај, туку 2 пати бара предвремени избори? Па знаете, од аспект на теоријата е тоа сосема легитимно, бидејќи основната цел на било која политичка партија е да дојде на власт и што е можно подолго да се задржи. Меѓутоа, гледајќи од еден друг аспект, мислам дека тоа е можеби политички некоректно, па би рекол можеби и неетички, да секоја
политичка криза која што ќе се јави во една владеачка коалиција, вие разрешувате со помош на предвремени парламентарни избори. Колку што мене ме држи сеќавањето, овие ни се трети поред воредни парламентарни избори и сите овие три избори не биле резултат на државен национален интерес, туку се резултат на начинот како да се реши таа политичка криза и која наместо да се решава, едноставно се продлабочува се повеќе и повеќе. Значи, секогаш биле резултат на партискиот интерес. И сега, кога имате постојано нови и нови воредни парламентарни избори, тоа дава чувство на несигурност. Прво кај граѓаните, второ, еве од економски аспект да говориме, дава несигурност кај инвеститорите. Тие чувствуваат нелагодно. Што ќе дојде, што ќе се случи доколку дојде нова власт? Со оваа имавме направиле нешто. аранжман со претходната. Со претходната. И, значи, ние немаме еден континуитет. Да речеме во Италија, која што има нестабилни политички влади, има стабилен политички систем. Овде ниту имаме стабилност на извршната власт, ниту имаме стабилност на целокупниот политички систем. И оттаму тоа ствара една несигурност. Од друга страна, сигурно дека тоа дава и големи негативни импликации во однос на буџетот. Вие средствата не ги планирате во буџетот, треба да ги изнајдете, а тоа не се мали средства да ги спроведете изборите. И тоа се одразува повторно врз грбот на јонако осиромашениот граѓанин во нашата држава. Ако може само на ова прашање да се На ова да се прашање надоврзам јас имам нешто. прво едно подпрашање, па ќе продолжиш Игор. Какви се искуствата во Австралија која со подолги демократски традиции на овој план? Според тебе, дали демократијата, почитување на човековите права и другите демократски придобивки во Македонија се на барем приближно ниво како на шестиот континент? Не, мислам дека воопшто не фигурираат човековите права како некои високи приоритети на професионалните политичари во Македонија, за жал. Мислам дека се користат само како обично кога се во опозиција ги користат така како платформа за фасадна критика на власта. За жал, мислам дека самите наши политичари или политички активисти овдека се уште немаат добро сварено колку се значајни човековите права како концепт за една функционална напредна демократија. Или пак едноставно не име приоритет, навлегле во политиката заради некои потесни интереси и тоа не име приоритет. Не ја гледаат политиката како нешто преку што можат да направат подобро за сите граѓани на државата. Ја гледаат политиката како прилика да направат нешто повеќе за себе или за својата група, својата фамилија или своите приврзаници, а во овој случај најчесто приврзаници на сопствената партија кои што ќе помогнат во опстанување на власта. Ова е одговор на моето прашање. Што сакаш ти да кажеш? Па сакам да кажам претходно за она што спомнавте околу предвремени избори. Да. Во Австралија, например, па и низ други западни демократии, вообичаено е кога една влада нема повеќе од 50% од пратениците во парламентот и не може непречено да ја спроведува сопствената политика, ако смета дека добива премногу кочници од коалиционен партнер или едноставно од партија, па или опозиција или некоја помала партија со која што треба да се договара за одобрување на одредени закони, се случува ако сака да спроведе одредена политика која што смета дека е доволно битна за државата или да донесе одредени закони кои што смета дека се доволно битни за државата, но коалициониот партнер или оние партии кои што го држат балансот на силите во парламентот тоа не го овозможуваат, тогаш одат на предвремени избори и бараат поголем мандат, посилен мандат од гласачите. Мене не ми е јасно зашто конкретно се бара мандат сега. Од првин позитивно го примив ставот на премиерот дека добро е ВМРО ДПМН да добие повеќе од 62 пратеника за ДУИ да не ги оценува. Но после стана малку нејасно кога најавија дека сепак ќе останат во коалиција со ДУИ, дури и ако имаат повеќе од 61 пратеник или 62 пратеника, стана нејасно што точно ќе сменат ако имаат 62 пратеника. Например, дали еден терорист и дезертер од АРМ како Талат Џафери ќе остане и понатаму министер за одбрана? Или што е тоа друго што ќе се смени? Веројатно критериумите за интересите се различни од политичарите до обичниот граѓанин. Професоре, многу често организацијата и дисциплината во ВМРО ДПМН ја ракуваат машинерија.
Веројатно вие и самите ја почувствувате таа ефикасност машинериска на конвенцијата од 1 март. Колку е тоа навистина машинерија, а колку е умешно водена партиска структура? Па добро, сигурно дека за да имате машинерија треба умешно да водите партиската структура, умешно да воспоставите и факт е дека тоа во ВМРО ДПМН сега за сега со мали недостатоци функционира генерално. Впрочем, и видовме веднаш по изборот на кандидатот за председател дека излегува во масовен број да се потпишат за изборот на председател, иако јас лично очекував повеќе од 100.000 гласови, меѓутоа видовме некаде околу 60.000 гласови, што може би укажува дека некаде може би нешто или затаило или пак евентуално постои некој незадоволство. Меѓутоа факт е дека работите се извршуваат и она што е најбитно што ги одделува од Социјалдемократскиот сојуз е постојаното работење. Значи, ВМРО ДПМН не работи само пред избори. ВМРО ДПМН работи во континуитет преку целата година. Сите општински комитети, месни комитети добиваат задачи врз основа на извршеното, потоа поднесуваат извештај очигледно до некој во централата, до тој што е одговорен и функционира се на тој начин. Значи, има еден континуитет во работата на ВМРО ДПМН и тоа до сега покажуваше резултати. Мораме да бидеме објективни. 7 пати поред вие да го истолчете најголемиот политички противник, јасно кажува дека функционира сега за сега. Игор, нешто спомна во претходниот твој одговор околу ова што сега сакам да те прашам. Каков е ставот на македонците од шестиот континент за рамковниот договор од 2001 што ја рекомпонира Македонија? Па јас не можам да зборувам за сите, можам да зборувам за оние организации со кои што јас соработувам или кои што ги водам. Уште од тогаш ние организиравме и протестни собири во Австралија против можноста од усвојување на тој рамковен договор. На еден протестен собир собравме околу 10.000 души во Сиднеј. Тоа можете да го споредите со бројот на гласови кои што гласале за пратеникот што гласаше за амнестија на терористичките злосторници, например. Ние исто така ја поддржавме и онаа скромна кампања, многу скромна за жал, која што се водеше во Македонија, медиумска кампања против ратификација на рамковниот договор. И мислам дека сите оние аргументи кои што ги употребивме тогаш во противење на тој рамковен договор се покажаа како точни. Тоа беше прво, дека кога ќе наградиш насилство како или уцена со насилство како средство за остварување на политички цели, може да очекуваш дека тоа и понатаму ќе продолжи да се случува и ќе треба дополнителни отстапки да правиш кон насилниците или оние кои што се закануваат со насилство. И знаеме дека се продолжија нови отстапки после тоа, нели? Например, ВМРО ДПМН од партија која што имаше став дека никогаш не би коалицирала со ДОИ, не само што направи коалиција со ДОИ, туку изгласа закон за амнестија на хашките случаи, постави бивш терорист и дезертер на АРМ за министер за одбрана. Мислам, еден од луѓето кои што е на црна листа на Америка, му го заборавив името, мислам дека бил нешто водач на разузнавачката или полициската служба во УЧК, ни го испратија во Австралија како член на делегација на председателот на Собранието на Република Македонија, што е незамисливо. Прво ја срами македонската држава испраќајќи таков човек. Второ, ја испраќа каде што тоа се заедница која што тоа го смета како екстремна провокација. Знаеме, например, што се случи со Калето. Така насилно се укочи градбата на црквата на Калето и кој што презема сега некој за тоа? Водачот на тие протести против црквата сега е шеф на кабинетот на лидерот на ДОИ. Да се надополнам, може ли во однос на ова? И исто така ние кажавме дека со тој рамковен договор не само што ќе се легитимизира она етничко чистење кое што беше спроведено до донесувањето на рамковниот договор во одредени делови на Македонија од каде што не албанците бегаа заради присуството на терористите или заради опасноста од напади, туку ќе се засели тој екзодус, тоа исцрпување на македонците од тие делови на Македонија, тоа се случува. Значи, кога сме кај рамковниот договор, јас воспоставив една практика кај мене секоја година во очи на прославата, нели, кој што го прославува повеќе ДОИ, нели го прославува овој
ден на подпишувањето на Охридскиот договор, пишувам колумни, каде што ги изнесувам своите стави, значи четврта поред колумна беше последната, 12 години на рамковниот договор, каде што укажувам на позитивностите, меѓутоа укажувам што е најбитно на негативностите. Значи, поред оние позитивности за пирање на крвопролевањата и така натаму воспоставување на еден кревок, би рекол, мир, имаме ние големи негативности кои што дојдоа до израз. Прво, ние успеавме оваа држава наместо мултиетничка да претвориме во бинационална држава. Второ, принципот на пропорционална застапеност е буквално извулгаризиран. Компрометиран, како сакате. Значи, понатаму, ние имаме со тој рамковен договор експерименти кои што во делот на правото, во делот на гласањето, посебно со воведувањето на она двојно мнозинство или бадинтеровото мнозинство кое што и самиот автор на тоа се откажа. Значи имаме многу аномалии. Не се откажа, туку рече онака како што се спроведува во Македонија, јас така не препорачав. Па добро, меѓутоа се откажа на начинот на кој што тој го проектирал, а кој што нашиве се обидуваат да го имплементираат. Значи ние не можеме да ги оспориме позитивностите, меѓутоа мораме јавно да укажеме на сите негативности кои што може да доведат до понатамошни поголеми последици на нашата држава, на македонскиот народ и на сите граѓани кои што живеат во оваа држава. Сега, кога ова го завршивте, ми дадовте шлагбор да ви го поставам следно опрашање. Еден постдипломец на правниот факултет во Скопје на политички студии по име Драган Алчинов, тој е млад еден македонец од Гевгелија, кој објави една колумна, ми се чини ја читал на некој веб сајт под наслов Држава Ној. Токму од овие аспекти ја карактеризира Македонија како ној што ја пика главата во песокот за да не ги гледа проблемите. Се согласувате со таа дефиниција негова? Па јас не ги знам кои се аргументите на постдипломецот, не знам во што се водел кон тоа, меѓутоа мислам дека е малку престрога оваа класификација. Може би, ако говориме за ној, можеме да говориме за политичките елити, наместо за државата, кои што за жал ни ја водат оваа наша држава, меѓутоа мислам дека има оваа држава сили, има луѓе кои што можат да ја извадат од сето тоа, така да биде држава со крената глава. Зошто Ајде сега за гледачите на оваа емисија кажете што видовте кога патувавте со вашиот колега професор по западната магистрала? Да, тоа е една, јас се опишав како вистинска жална приказна, каде што бев навистина доведен во една непријатна ситуација. Ние патувавме за Охрид со мојот колега и симнувајќи се од стража надолу према Кичево, тој возејќи се во колата ме погледна, сакаше нешто да праша, меѓутоа замолкна. Гледајќи го албанското знаме, мислам дека првото село е Колари, гледајќи го како се вее. Меѓутоа кога веќе стигнавме кај општината Зајац, гледа уште поголемо знаме, уште поголем јарбул. И тогаш не издржа и ме праша, вели, ние влеговме во Албанија или кај влеговме? Јас се обидувам да го негирам сето тоа, да му објаснам. Ама немате аргументи, а? Немам аргументи и кога веќе одма за 5-10 минути стигаме во селото Трапчи, но повторно од левата страна, повторно јарбо, огромно знаме кое што се. И сега човекот вели, вие се зафркавате со мене, имате ли закон, немате закон? Јас те разбирам дека се патриот, сакаш да заштитиш државата. Меѓутоа, дали вака се штити државата? И сега почнав да му објаснувам што се случува со дека имаме закон за знамења кои што е во функција, кои што го гласале токму тие кои што не го почитуваат и токму оние кои што треба да го спроведат законот. И сега мене навистина бев ставен во една непријатна ситуација и дури напишав еден коментар. И нели така, во разговор стигнавме во Охрид, напишав еден коментар, што ако се случише да отидовме и во Струга. Тогаш можеби ќе испаднесме дека сме длабоко во Албанија. За жал тоа е вистината во Република. Само да додадам во врска со рамковниот договор, мислам професорот спомна некои прашања кои што ме водат кон другите клучни аргументи кои што ги имавме против рамковниот договор, а тие аргументи се формулирани врз основа на нашето искуство во едно мултикултурно општество. Прво кога се прави еден уставен поредок каде што едно етничко малцинство, иако формално се зборува дека бадинтеровото право се однесува на сите пратеници на малцинствата заедно, се знае дека едно малцинство доминира, нели? Ако едно малцинство се става во позиција каде што добива привилегии на етничка основа во државата, а особено ако една партија како ДУИ, една екстремистичка, сепаратистичка партија се поистоветува со таа етничка група, тогаш нормално е, природно е за македонските албанци
заради просперитет во животот, опстанок во животот, повеќе да се врзуваат со тие екстремистички групи, затоа што знаат дека преку нив, врз основа на правото на учество во власта според рамковниот договор на етничка основа, преку нив само така може да дојдат до позиции. И нормално е повеќе да се радикализираат и тогаш ти можеш да правиш колку сакаш закони за почитување на знаме, на јазик, но почит со сила не се наметнува ако веќе во свеста нив има нешто друго. Ако тие веќе фактички го гледаат овој поредок кој што постои сега врз основа на рамковниот договор, како само еден чекор понатаму кон целосно отцепување од Република Македонија. И јас мислам дека за жал повеќето од албанските политички активисти, не сакам да зборувам за обичните луѓе, затоа што не мислам дека многу се замараат со тоа. Од албанските политички активисти кои што се врзани со ДОИ, па дури и со ДПА, мислам дека го гледаат овој поредок како нешто привремено, како една преодна фаза кон целосно отцепување на делови од Македонија, па и дури етничко чистење на тие делови од Македонија. И мислам дека тешко е да се поверува дека нашите политичари тоа не го гледаат. Туку мислам дека проблемот е во тоа што немаат храброст, немаат визија да преземат нешто. Затоа ми се чини дека како да се соочиле со судбината дека оваа држава за 10, 20 или 30 години ќе се распадне на етничко ниво и ајде сега да кој што може нека прибере за себе, па ако бегаме да има што да однесеме со себе. Така што не гледачи, ова беше интервјуто со моите двајца соговорници, но не е крајот, затоа што сега ќе се префрлиме на друга тема. Игор, што е ново во спорот што го имате со владиката Петар? Последната судска одлука во деценискиот спор, Петар ја прогласи како негова победа. Колку е тоа вистината? Па, јас би сакал да го прашам јавно, ако е тоа негова победа, зошто веднаш една недела после таа наводна апсолутна победа започна нова судска постапка против членовите на црковната општина Света Петка со цел да ги принуди да се откажат од членство. Мислам, тоа што тој покрена нова судска постапка една недела подоцна е доволно доказ дали тој освоил апсолутна победа или не. А тоа што тој го тврди дека освоил апсолутна победа, уште еднаш покажува дека станува збор за човек кој што навистина има проблем со честноста и со искреноста и не е достоен да биде владика на Македонската православна црква. Со овие зборови го демантират она што он јавно го представи дека процесите се завршени, а сега останува расправата само како да се распоредат судските трошоци, кој колку да плати. Па пред една недела сите членови на црковната општина Света Петка добија писмо од адвокатот на Петар и на попот Митко Митрев во кое што се известени дека преку секретарот се тужени сите членови поединечно кои што неговиот поп не ги одобрил како членови на црковната општина Света Петка, која што инаку е инкорпорирана асоциација и законски сопственик на имотите. Значи, тука станува збор за 800 кусур членови на црковната општина. Дали мислите и дека ако се спроведе овој процес, таа црковна општина ќе остане само со 10 членови кои што се аминџи на попот. Прво не дошол до тоа, а и да го добие тоа, каква победа ќе биде тоа? Дали ќе биде тоа победа на МПЦ ако го ја земал зградата, го избркал народот? Дали мислиш дека владиката Петар е експерт за имотното право како што е упатен во верските тајни? Не мислам дека е експерт за било што. Се избира советници, се избира извршители само за водење инат и за правење штета. Затоа и ништо не постигнал до сега, освен трошоци и омраза, меѓусебна омраза, сеење на лага, збунување на луѓето. Еве во Република Македонија до ден денешен ретко кој може да разбере што се случува во Австралија, токму заради тоа што се занимава постојано со нови лаги, со нови заведувања и не може да му се најде крајот ако некој не се занимава директно со тоа прашање. Кеноски, колку вам ви е познат овој, дозволете да го дефинирам, апсурден спор? Јас многу не сум упатен во ова, сема она што го слушам од медиумите, овие да не успеав и од Игор да дознам одредени работи. Значи, мислам дека не е целисходно и далеко е од здравиот разум вие да се борите за објекта, при тоа да ги губите вашите луѓе, вашите поддржувачи, односно вашите верници. И од таму мислам дека од она што го разговарав јас и со
неколкумина мои пријатели, владици, кои што го разговарам и со Игор, постои една спремност да се седне и трезвено да се размисли во секој случај, сето тоа да не биде на штета на верниците и да се најде еден заеднички јазик, и мислам дека тука треба конечно да победи, вистината да излезе на виделина, и мислам дека нашата црковна заедница е спремна во тој дел да уложи максимални напори и да сето тоа го доведе во еден нормален колосек. Ова што го кажуваш, мислам дека може да го дефинираме не минут до 12, туку повеќе од 12 по минуту, за да се седне и да се разреши ова. Па добро, мислам дека овие денови што ме интересира нешто, дали можеш да одговориш на следново. Познат ти е заветот што го даваат верските лица кога обликуваат мантија пред Бога и пред црквата? Текстот на завет. Не ми е прецизно познат. Сега скоро имав средба со еден пензиониран свештеник кој ми кажа дека во тој завет тие кога ставаат мантија врз себе, се колнат пред Бога дека се откажуваат од сите телесни и материјални задоволства на овој свет. Не сум сигурен дали е тоа за поповите или за монасите, да не е за монасите само. Па добро, монасите, ама монасите утре стануваат владици, па стануваат архиепископи. За владиците, за монасите ми е познато дека има таква заклетва, да. За да стане владика мора да биде првин монах. Да. Тоа ми е познато, дека треба да се откажат од сите материјални добра на овој свет. Но повели. Мислам дека толкувањето на таа заклетва е малку проблематично, затоа што сепак мора да има, како црква или како организација, мора да има материјални средства за да функционира. Сега проблемот е во тоа каде е границата помеѓу она што е потребно како материјално средство за доброто на црквата и она што е потребно како материјално средство за мегаломанијата на владиката. И мислам дека тоа е наш проблем не само во црквата, туку и во државата го имаме тој проблем, да се луѓето на одговорни функции да направат разлика помеѓу нивните лични интереси и општите интереси на народот за кој работат. Професорот нешто спомна дека сте разговарале со некои од членовите на Синодот. Можеш ли за гледачите на оваа емисија да кажеш сега при оваа посета на Македонија имаше ли контакти со некои членови од Синодот на оваа тема? Не сум во состојба да обелоденувам детали за контакти со Синодот сега за сега. Можам само да ви кажам дека црковната општина Света Петка со поддршка на оние црковни општини кои што преклани Синодот ги стави под јурисдикција на владиката Тимотеј, бараат од Светиот архиерейски синод повторно да ја реактивира синодската комисија која што беше назначена во 2012 година за преговори со нашата заедница за надминување на овие спорови. И едно од прашањата кои што сметаме дека треба да го реши таа синодска комисија е прашањето околу тоа дали овие луѓе кои што Петар ги тужи за да не бидат членови треба да бидат или не треба да бидат. Едноставно ние бараме она прашање по кое што Петар бара да се пресуди на граѓански суд, тоа прашање да го разгледа синодската комисија, а преку синодската комисија и целиот синод. Тогаш наместо да се трошат 100 или 200, не знам колку илјади долари, може ќе треба да се потрошат на адвокатски трошоци до крај на овој судски спор, ако и ова прашање се решава по граѓански судови, наместо да се потрошат тие пари на судовите. Синодот може да го реши тоа прашање бесплатно, а тие пари од црковните општини што би оделе за одбрана, например, на тужбите од членовите, на тужбите против членовите, би можеле да се вложат во нешто конструктивно во МПЦ. Мислам, па во Македонската православна црква, Македонската православна црква има потреби разноразни, мислам, богословијата, манастирите, храмовите. Сакал да ве предупредам дека време во полека истекува, да не останеме должни на гледачите за две можеби битни прашања. Прво професорот, а после вие, Игор. Какви се вашите предвидувања за предстојните претседателски, а потоа и парламентарни избори? Прогноза? Не би можел да прогнозирам во оваа ситуација. Гледате дека политичките случувања
се доста динамични, се движат секојдневно, гледаме нови случувања, нови пресконференции на едните и на другите. Значи се уште не започнала председателската кампања, далеку сме од започнување на парламентарната кампања, меѓутоа сигурен сум дека ќе бидат овие едни од најнеизвестните избори, посебно мислам во делот на парламентарните избори, иако јас лично или како член на ВМРО ДПМН сигурно дека би посакал да победи мојата политичка партија. Игор? Јас не сум во состојба да направам некоја статистичка предпоставка или проценка, но мислам дека следејќи ги состојбите онака привремени посети на Македонија, мислам дека во една држава каде што се владее со страв и каде што стравот го владее народот по секое прашање, дури многу пати и неразумно, некогаш луѓето се однесуваат како да мислат дека некој ги гледа кога гласаат, дека секој ќе знае, дека тајните служби ќе знаат за кого гласале. Мислам дека во една таква ситуација многу е тешко да се направи процена до последниот ден, затоа што кај многу луѓе мислам дека на последниот ден ќе одлучат од што повеќе се плашат. Например, дали се плашат повеќе од тоа што ќе изгубат некои позиции или ќе им дојде полошо ако остане оваа власт, да гласале за опозицијата, или пак се плашат, например, од можниот реваншизам на опозицијата, ако таа дојде на власт и ако таа почне да етикетира луѓе како противници на опозицијата, или мислам противници на СДС или на коалиционите партии или како ВМРО-вци. Мислам дека од оние луѓе кои што сум ги сретнал, кај многумина владе една таква дилема и во таква ситуација многу е тешко да се преку било каква анкета да се прогнозира. Самата бројка на 38 до 42% на неопределени граѓани, која што без разлика јас не им верувам на анкетиве кои што се претежно партиски се диригирани во функција на одредена политичка партија, не им верувам, меѓутоа секаде во нив ако видите бројката е на неопределени скоро секаде исто. И постојано нагорен тренд. Јасно укажува дека граѓаните се плашат, или се плашат или не сакаат да се искажат, или се одлучуваат во последен момент да излезат на гласање. Видите што се случи во Србија. Излезноста беше многу мала, а толкава еуфорија. 52-53%. Може ли наш да ни се случи сето тоа после? Може. Професоре, за крај ме интересира нешто што е поглед во иднината. Вие сте професори и работите со младите. Какви се тенденциите во таа генерација, односно може ли преку нив да се одреди каква ќе биде иднината на Македонија, ќе се интегрира или ќе се гетоизира? Па ова е навистина тешко прашање, меѓутоа јас сум малку песимист, мислам дека повеќе одиме на гетоизирање, токму како резултат на вина, односно заслуга на политичките партии и политичките лидери кои што на некој начин наместо да ги обединуваат, наместо да таа меѓуетничка нетрпеливост, таа меѓуетничка недоверба да ја спласнат, гледаме дека се трошат огромни пари околу разни проекти, сето тоа да се доведе во еден нормален колосек, мислам дека не успеваат во сето тоа. Поготово што мислам дека постои едно сваќање кое што е доминантно кај граѓаните на Република Македонија, она што ни се случува низ градот Скопје и секаде повеќе оние меѓунационални тепачки се политички инструирани, каде што се мотивирани учесниците во тие тепачки од одредени припадници во највисоките раководства на политичките партии, се со цел тие да добијат политички поени. Значи тоа е далеку од едно нормално, од едно човечко однесување, наместо да работиме ние на обединување, ние на некој начин со сила работиме на разединување. И очигледно тука сум песимист по однос на ова прашање. Инаку не велам дека немаме ние спремни, имаме спремна младина, имаме момци кои што се надградуваат постојано, кои што сакаат соживот, кои што сакаат Република Македонија да оди напред. Поштувани гледачи, овде е крајот на ова издание на нашето ТВ интервју. Да не останеме должни према нашиот гостин од Австралија, последниот монолог, повели Игор, што би им порачал на гледачите на ТВ Сонце? Па, ако зборуваме за темата околу изборите, би им препорачал да разберат дека кога тесните интереси се спроведуваат на сметка на општите национални интереси, секогаш ќе им се врати тоа, затоа што кога ќе се смени власта, тогаш некој друг на нивна сметка ќе треба да профитира. И се додека овдека владее тој самоништувачки циклус од избори до избори, наместо да се гледа кој ќе направи подобро за сите граѓани, се гледа кој може да земе од некој друг за себе,
Се додека постои таков циклус, мислам дека оваа држава ќе оди кон самоуништување и не е во прашање само какви прилики има сега за младите. Во прашање е какви аспирации имаат младите овде, каква надеж имаат дека може нешто подобро да се постигне. И се додека не се охрабрат младите да имаат надеж дека може во оваа држава да се постигне нешто подобро од ова што е денес, најголема аспирација на младите кадри или интелектуални потенцијали на оваа држава ќе биде да се иселат. Поштовани гледачи, верувам дека овие песимистички завршни зборови на моите гости нема да ве разочараат. На наредните изборни циклуси бидете храбри и донесете одлука според вашата совест, а не според вашиот страв. На моите гости им благодарам на учеството во оваа емисија, а вам ви посакувам пријатни часови со нашата програма. Довидување.